проектот Културни простори за активни граѓани, кој што е поддржан во рамки на програмата Civica Mobilitas со акцијски грант кој што се имплементира во периодот од мај 2017 до јули 2018 година. Е проект кој што е иницииран од Локомотива Скопје и се имплементира во соработка со факултет за работи што не се учат од Битола. Тие се партнери на проектот, а како соработници на проектот се театар на навигатор Цветко, гласен текстилец од Штип и плоштад Слобода од Македонија Скопје. Проектот се содржи неколку простори, односно преглед на неколку простори. Едниот е кинокултура, другиот е железничка зграда која што е во Скопје, третиот е официрски дом во Битола и четвртиот е Куц текстил кој што практично од уметнички проект сега ќе се претвора во културен простор во Штип. Овој проект го направивме со цел да разгледаме хетерогени пристапи, да кажеме, на овие простори кои што имаат различна намена, различна функција, меѓутоа главната точка или содржателот нивни заеднички е културата. Сакавме, односно за сите овие простори направивме посебни методолошки рамки врз основа на нешто кое што сакаме да го воведеме како начин на управување, а тоа е партиципативното управување со ваквите простори, кое што нема да биде според некој пресликан модел, меѓутоа специфично ќе треба да работи на тоа да одговори на потребите на овие модели. Ние бевме добитници на некој начин на малиот акцијски грант на Civica, кој што во нашите активности се однесуваше за НВО сајмот и плоштартот во рамки на D-фестивал 2017 година. D-фестивал е во Дојран настан со многу случувања, меѓутоа фокусот на овој грант беше токму на оние активности кои што ги собира сите граѓански здруженија кои што работат на полето на културата или ги засегаат младите во Македонија, а ги носат своите проекти адаптирани или прилагодени да бидат поатрактивни за посетителите на D-фестивал во кампот на D-фестивал во Дојран. Фестивалите ги гледаме како место на здружување на различни млади луѓе од различен бекграунд, условно кажано, меѓутоа и како одлично место на кое што треба да се промовираат позитивните вредности пред таа публика, а тука токму на таквите настани ги отвореме секогаш вратите за сите здруженија кои што имаат што да представат пред таа младина. Улогата на Civica во овој дел е бидејќи до подробност ги знаат овие активисти или здруженија во Македонија кои што секогаш знаат да ни ги посочат кого каде да поканиме, а особено па со поддршката за овој D-фестивал за 2017 година. Ние го осеќаме бенефитот во резултатите, во поголемата леснотија да се организираме и можеби во поголема леснотија во договарање со здруженијата, бидејќи можеме да им покриеме дел од нивните трошоци кога ги носиме на D-фестивал. МКЦ Битола е корисник на институционален грант од програмата Civica Mobilitas, втора година. Поддршката е наистина многу значај. Тоа значи дека се поддржува она за што треба да живее организацијата. Не е поврзано со некој проектно финансирање. Се работи за режиски трошоци, за трошоци на клучен персонал, програмски трошоци кои се поврзани со мисијата, меѓутоа она што е битно е што се поддржува еден процес на учење и на растење на организацијата. Нов стратешки план, организацијско јакнење, подобрување на финансиското работење, управувањето со човечки ресурси и можноста за мрежување со над 100 грантисти на Civica, што исто така е еден ресурс кој може да користи на било која организација. Јас пред се сметам дека ваков тип на простори е навистина потребен, поготово во еден град за да стане урбан центар воопшто. Мислам дека културата треба веќе да се разбира како ресурс, не како нешто што потрошува, и дека она е таа која што како некој вид налепило ги вклучува различните општествени теми, значи се бави со, како да кажам, го разгледува поширокиот контекст општествен и сметам дека вакви простори треба да се развијат за различни сегменти. Ако овој простор има потреба, односно нашата тенденција е да развива размислување и изразности во поле на современа уметност и култура. Уметноста што се креира во независниот сектор
без разлика дали сега ќе го кажеме дека е граѓански или може да кажеме граѓанско општество, кај што има тука и поединци, и организации, и неформални групи, е малку по-прогресивно и по-напредно и некако пулсира со некаква посовремена европска светска сцена, без разлика во која уметничка дејност се создава. Инаку кинокултура секако дае иницијатива на представници на независниот сектор, тоа е Сдружение на граѓани Локомотива и Независно театарско друштво, театарно навигаторот Светко. Меѓутоа е простор кој што е отворен за соработка со други представници на граѓанското општество. И базирано на таа соработка, овој простор може да се наполни со толку различни разновидни содржини, да речам околу 200 различни типови на настани од различен формат, кои се адресираат кон различна публика, од различни уметнички, но и придружни дејности. И само тоа го покажува потенцијалот и сериозноста на сцената со која што македонската културна сцена и многу е важно дека таа сцена се бави со општествени релевантни прашања. Веќе жанровски, културно и уметнички ние сме фокусирани на различни сегменти и аспекти. Без разлика не е само фокусот само на музичката сцена, туку на фестивалите имаме и филмски проекции, гостуваат филмски фестивали од Македонија, потоа уметнички инсталации, значи простор и за уметниците и за изложби на ликовни дела. Ја можам да кажам дека тоа е еден креативен и уметнички вриеш за време на тие дена, кога пред младината имаме простор да прикажеме и промовираме многу работи, особено од алтернативната сцена, кои што се на некој начин запоставени или во сенка на она што е комерцијално во моментот, а ако веќе тука ја правиме таа дистинкција, секако дека разликата помеѓу она што би било комерцијално и во преден план и алтернативната култура која што ја гаиме на овие настани, пред се тежиштето од едното и другото како разлика натегнува токму на уметничката вредност, така да значењето е многу лесно да се увиди. И морам да надополнам дека не е само уметноста и културата во тој аспект опфатена, туку вклучувањето на граѓанските здруженија од различни области во рамки на фестивалите, во она што значи дневна програма и активни содржини на NGO сајмот на некој начин, значи и промовирање на поинаква култура кај младината воопшто, значи промовирање на позитивните вредности како што споменав, меѓутоа и стимул за самите граѓани да научат за одреден проблем, каде треба да се упатат, како треба да се упатат, како самите да се стимулираат да работат за или да барем да се произнесат за работите во општеството кои што не им се допаѓаат или кои што имаат идеја како да бидат подобро решени. Она што ние сакаме да го промовираме е, например, млади бендови кои имаат авторска музика, немаат простор, го користат нашето студио и за проби и за снимање. Даваме поддршка колку што можеме да извадат и носач на звук или да направат некаква промоција. Меѓутоа, тој процес никош не застанува и таа борба секогаш трае. Не дека сме против комерцијалната музика, меѓутоа сакаме креативниот потенцијал, тоа ни е во мисијата, да го извадиме на површина, што повеќе луѓе да го слушнат и едноставно младите да имаат простор, она што го творат, дали е музика, дали е слика, дали фотографија, да го промовираат пред јавноста. Значи еден широк спектар на активности, што значи активирање на млади и освојување на просторот. Односно, да имаат место каде што ќе имаат поддршка нешто да направат сами. Значи, често се движиме тука. Можем да кажем дека секогаш ни излегле во пресред. Значи, прошлата година имавме и настап на Битола отворен град заедно со Party Breakers. Значи, слободно можем да кажем дека е една добра организација која се грижи за, да речем, за алтернативната сцена во Битола. Секогаш кога има младина, да речем, секогаш дека ќе има простор за алтернативната сцена, за рок-н-рол, да кажем, за андерграунд сцената, сега тоа е колку е застапена, како се наметнува е под знак прашање, значи секаде е различна. Малку да кажем, ситуацијата како што е моментално кај нас, можем да речем дека многу повеќе се функционира во Скопје, да речем, како главен град, како поголема средина. Сега е малку потешко во ваквите, да речем, средини, како помали градови, да речем, како Битола или Штип или, не знам, Прилеп.
али во секој случај, значи, независно од тоа, нас не ни останува ништо друго, освен да функционираме, да работиме. Она што е мотив плюс за да продолжиме е знакот дека токму оваа година се покажа дека активностите кои што ги вклучуваме во кампот веќе ги препознава и публиката. До тоа ниво што нас како фестивал веќе не гледа како некоја точка или инстанца на која што може да го упати својот проблем, бидејќи оваа година за прв пат ни се покажа дека посетителите сами на наша адреса упатуваат теми кои што сакаат да се обработуваат, проблеми во општеството кои што ги засегаат, а не се обработувани или немаме решение за нив. И тоа веќе мене ми е најконкретен и убав резултат дека целта на овој проект кој што го работевме оваа година и вродува со конкретни резултати кај посетителите. Направивме еден модел кој што се нарекува слободна сцена, каде што сакавме современите изведувачки уметности, она што е нашата примарна дејност во која што работиме, да станат некој вид на општествен агент, да ги вклучат и другите граѓански иницијативи, организации и така натаму. Она што овој простор овозможи е да се развива пред се современата уметност, меѓутоа и да се отворат многу прашања, горливи во одреден период во 2015, каде што немавме можност во медиумите или во другите јавни простори да зборуваме за одредени теми. Овој простор стана јавен простор кој што критички можеше на некој начин да работи на враќање на јавната сфера. Затоа што нас јавната сфера веќе ни стана не постоеше веќе. Мислам дека е добро малце да се промисли функцијата на креирањето на културата, која креира културата, улогата на институциите и начинот на дистрибуција на средствата, каде што би се направило некаков баланс помеѓу домашни инвестиции во култура, односно поддршка од буџетот, меѓународни, односно поддршка од Европска унија и други инстанции регионални, меѓутоа зашто да не и некаков тип на нови типови на активности кои што би иницирале и финансирање и освестување на бизнис секторот малку повеќе да вложува во култура и уметност.